Продолжуваме со утринска на Телма и со нашата утринска тема и веќе рековме со Марко уште од рано наутро најавивме дека петочно ќе биде интересно и забавно, поточно. Конечно викенд. Да, и малку ќе танцуваме и малку ќе зборуваме за танцувањето, особено за значењето на танцот во трета доба, што значи да се танцува и во тој период од животот и колку всушност тоа го подобрува квалитетот на секојдневието, а за секојдневието или за околината и па и општеството во кое што живееме и функционираме, знаеме дека сме изложени на голем број предизвици, тука како тоа да го неутрализираме ако зборуваме за секојдневниот стрес, разноразни информации и она кое што е составен дел од истото. Како да го подобриме, како да го направиме поквалитетно, а се разбира сето тоа да си го добиеме на некој начин токму преку танцувањето. За часовите кои што се одржуваат по танго во дневниот центар Даре Џамбас, денес имаме можност да зборуваме со повеќе гости во нашето студио, а тоа се нашите соговорници, Симона Ивановска од Дневниот центар Даре Џамбас, Јуко Вешовски кој што е инструктор по танци, кој што ги држи овие часови при тоа, Бранко Стотировски, корисник во Дневниот центар и Богица Засовска, исто корисник во Дневниот центар. Во случајот нашиот танцов пар тука, кој што подоцна на крајот на разговорот ќе ни демонстрираат како тоа всушност изгледа, Иако направивме генерална проба. Да, иако направивме генерална проба и видовме дека навистина е дури толку кратко време е навистина убаво и чувството, но и се подобрува расположението како една убава терапија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, најдовме. Ќе започнеме со Симона, верувам со вас најсоодветно или последователно, за да можеме да се запознаеме малку подобро за самата иницијатива и идеја да се организираат едни вакви часови по танго во Даре Џамбас. Веќе од 2011 сте постојано активни календарски. Тоа е добро. Социјална услуга функционира од 2011 година во рамки на Црвен крст на град Скопје. Идејата е активно здраво старење и впрочем во овој дневен центар се одвиваат многу активности. Односно имаме, освен часовите по танцување, ги имаме креативна работилница, сликарска работилница, чиконг вежбите кои што се навистина сега доста актуелни. Имаме посета на културни манифестации, доста прошетки, едукативни предавања исто така да навистина се она што можеме да го следиме во рамки на нашите можности, гледаме да ги исполниме очекувањата и желбите. Бидете така, 2 секунди, емисија во живо. Која е вашата чанта? Да, аларм Извадија на крај на тоа. Не, јас ќе ви дозволам вас, тоа е сепак аларм. Емисија во живо е без грижи. Аларм има Значи, подсетување за нешто е. Подсетување да гледате филма. Да, аларма за некој што може би не се добро пробудени. Без грижи. Да знаете колку се случува често кај мене дека витаминска терапија треба да се земе. Да, не е никаков без проблем, грижи. се разбира. Да, ние и така спонтано Со чанта не се остана наземја велот, затоа ќе ја вратам повторно. Ако зазвони повторно сум тука. И јас во меѓувреме ќе се осврнам на она кое што е следно и за кое што и малку имавме во овој претходно, односно краток бриф. Кога зборуваме за ваквата организација на часовите, веројатно информираноста прво е особено важна за да знаат луѓето дека всушност се организира такво нешто, а истовремено и заинтересираноста. По оттука, љубопитни сме колкава е заинтересираноста кај граѓаните, поточно оние кои што се нели во таа доба од животот, како велиме трета доба, да бидат дел од едни вакви часови по танго, да го учат тангото за оние кои што можеби немале можност до тогаш и при тоа да се дружат и социализацијата особено важна во тие денови. На ова прашање ќе сакам да слушам одговори од вас, разбирам, ајде Симона. И од инструкторот. Значи, тангото кај нас веќе од 2019 како функционира и задоволство ни е дека навистина луѓето кои што по работниот век сакаат да се вклучат на ваквите активности, пред се ради здравото и активно старење, но и психофизичката состојба која што гледаме да ја напредиме и ги следиме оние како да кажам, идеи кои што може да се вродат освен тангото, после танго да се прошета некаде или да се напиеме кафе во Дневниот центар. Така да сакам да кажам и по танцот продолжуваме нешто да правиме. Исполната дружба. Така, инаку да, заинтересираност е навистина се по поголем број. Она што конкретно на часовите по танго можам да кажам е дека е позастапена женската популација за разлика од машката, еве ги покануваме сите Бранко само што ми го соопшти тоа зад камери, ама еве инспирација плюс. Ги покануваме еве во оваа прилика сите оние кои што имаат над 65 години може да се вклучат во Дневниот центар во Даре Џамбас, да се запознаеме и да си ја земат нашата тековна програма на која што би можеле да се вклучат и на другите активности. Секоја чест, Симона, бидејќи по оваа сезона особено мислам дека ќе се сложи Ивана, како екипа имаме доста инспиративни припезни за луѓето кои што се во своите пензиски денови, бидејќи честопати сме го отвориле како тема на разговор во утринската тема, всушност дека луѓето понекогаш се
емотивно истрошени од загубата на блиски луѓе и во тој период апсолутно е потребна и неопходна социализација. Ова е апсолутно и показател дека убаво ќе се исполни времето. И рековте вие од 2011-та не само тангото, валцерот, имате мал милион други активности кои што ги имаат овие лица. Следиме она со кое што можеме ние да располагаме и капацитетите сега кои што Црвен крст на град Скопје може да ги овозможи. Гледаме максимално нака да ги искористиме, бидејќи навистина лицата во трето доба и така како се покажа уназад годините, како навистина значени, продуктивни во заедницата и навистина голем пример позитивен и за нас младите. И второто полувреме од животот да го искористат максимално, што се вели така. Ѓуко, се разбира од вашиот аспект или од вашата значајна улога како инструктор за овие часови по танго, ќе ни кажете и вашата приказна. Вие сте дел од оваа приказна, се разбира, но вашата да речеме перспектива за тоа што всушност значи да се биде дел од овие часови по танго, да се учи танцувањето во тие години и како вие ги поминувате часовите со членовите. Така, јас би се осврнал на тангото како алатка со која што се подобрува квалитетот на животот и благосостојбата, и тоа на три нива. На ментално ниво, значи самото танцување општо, физичка активност, танцувањето и посебно тангото помага во зачувување на активноста на мозокот, неговата способност да се организира, да создава нови врски. На ментално ниво, односно на емотивно, на емотивно 20 секунди гушкање, научно е докажано дека со значајна личност секако само од себе создава, произведува во телото хормони на среќа, на опуштеност, влијае како антидепресив и на физичко здравје, исто тоа е најбитното и така почна целата ова идеја. Тангото е танц на импровизација, значи нема однапред дадени чекори кои што треба да се играат. Танчерите ги учат, значи ги учат чекорите и на лице место со заемна комуникација се разбираат, ама основата е дека тангото се танцува со чекорење и заради тоа клучното е создавање на стабилен чекор. Сето тоа тангото го како алатка ги опфаќа сите овие полиња, посебно за лицата кои што се во трето доба или влегуваат, и со тоа спречувајќи или помагајќи во борба против деменција и други болести на мозокот. Во однос, исто како што кажа колегата, од емотивна страна луѓето, дури еве и на моја возраст помалку имаме можност да се социализираме, да среќаваме нови луѓе. Тангото овозможува природно и спонтано запознавање со другите луѓе на поинтимен план, не само здраво како си. И ова физичкото здравје исто така е покриено со часовите. Да, значи една убава целина за сите оние бенефити кои што ги добиваме од тангото или од танцувањето, а за кои што може да ни потврдат и Бранко и Богица, па ајде да ве слушнеме и вас. Како вие се чувствувате, поточно ајде прво за членството, од кога сте членови, колку време ги посветувате часовите и се разбира што е најважно, дали го чувствувате ова кое што ете и Ѓоко го сподели. Се што каза Ѓоко, се е во ред, се е добро. Се е така? Се е така и кога се танцува, се чувствува нешто пријатно, нешто мило, нешто возвишено. Ние сме срекни таму во центарот на Црвен крст, во просториите на Даре Џамбас. И се е спонтано, се е весело. Така да ова танцување произведува тие добри чувства. Покрај танцувањето, мене ми се допаѓа многу ритамот од 4/4, тој е танецот танго, и ритамот танецот танго-валцер од 3/4. Тоа се два прости ритми кои се дел од македонскиот ритам 7/8. И затоа тоа е нашиот ген и затоа тоа толку го чувствуваме и го сакаме. А и многу рафинирано сето тоа изгледа, како естетика, генерално самото танго. И тоа е многу весело и добро. Дали како, да речеме, во младите години од вашиот живот сте имале можност да танцувате, да го сакате танцото, да сте немале можеби можноста да го направите? Јас сум сакал да танцувам цел живот. Но не сум имал прилика, па сум работел многу. Сега во пензионерските денови со помош на Црвениот крст и слободното време кое имате. И слободното време, јас сум ангажиран и
мене ми е прекрасно. Никогаш не е досна желбата или тоа што го сакаме да се исполни, односно да се реализира, да се исполниме душата. Ама господјата Богица, рековте за 3 месеци успеавте да ги научите чекорите? Јас сум само 3 месеци и многу брзо научив, пошто стварно се добри и професорот што да учи и мојот партнер. И едва чекам да дојде среда, да се дружиме, да ни се исполни денот, да ни биде весело. Одлично. И така да им препорачувам на сите што се на наша возраст да доаѓаат, да се дружат, затоа што кога веќе ќе одиш во пензија, луѓето мислат ете готово, дојдовме во пензија и готово животот завршува. Не, животот почнува. Меѓутоа на друг начин. Децата се пораснати, внуците се пораснати и сега ние се ги исполнуваме нашите желби. Нашиот живот се го исполнуваме за да може понатака да дополнителна радост и донесе се тоа, препоставам, така? Да. И едва и чекаме да дојде среда за да се дружиме. Така е. Ѓуко, како се спојуваат танцовите двојки, бидејќи Бранко и Богица се една танцова двојка или пар, како е? Така. Како се спојуваат, како ги спојувате по временски колку се присутни, по физички, висин, како оди тој? Има ли критериум? Не, тука ќе те поправам. Значи во танго нема одредени, значи зборувам за социјално танго, бидејќи има неколку видови, значи социјално танго, танго за дружење, она кое што ние го вежбаме, нема некој предодреден пар. И на игранки луѓето се бираат со невербална комуникација, значи нема правила кој со кого ќе игра секој со некој што ќе го одбере. И не се фиксни, значи секој се различна. Нема, така да и со оглед на самата група, повеќе жени се, но часовите се структурирани така секој да може да почувствува, да биде активно на часот да учествува. Се снаоѓаме и главната поента дружење секој час се исполнуваме, така да и јас со нетрпение очекувам, размислувам за следниот час како ќе биде со нив и така. Да. Бранко, рековме помалку мажи има на часовите по танго и вашата препорака. Па ја им препорачувам на лидерите. Тешко да се биде лидер со две жени, рековте. Дај да ги ослободиме сега малку. Да го поделите тоа искуство. Им препорачувам повеќе да го сакаат тангото и да учествуваат во играта, ама преку курсевите. Да научат и така да учествуваат во таа забава која се вика милонга. А милонга тоа е од мило и лонг долго, значи долго милување. Тоа е буквален превод на македонски. И како се вика, треба да доаѓаат и да вежбаат. Жените се поактивни, а мажите се ретки, па се снаоѓаме некако. Но ние се спојуваме така на тие забави милонги со давање кабасео, по шпански кабасео, или со ишарет, со поглед, и ако прифати партнерката, тогаш играме. А може да се игра млад со стар, стар со млад, било како, не е битно. И тоа е многу пријатно, значи. Тоа како во старите забави кои гледаме на филмовите. Приодот е добар. Така. Верувам дека постои можност за оние кои што сакаат и не следат во моментот, можеби не слушнале досега за овие часови, за пријавување и на кој начин може тоа да се направи, Симона. Не знам дали на почетокот тоа нешто кратко го спомена, но добро би било да го повториме доколку е така или малку подетално на кој начин се прави тоа. Секој кој што има над 65 години може да ги посети дневните центри. Имаме 3 дневни центри на ниво на град Скопје. Тоа се дневен центар во Сарај, дневен центар во Чаир и дневниот центар во Дара Џамбас. Може да дојдат во дневните центри, да го посетат секој работен ден од 9 до 15 часот, да си земат програма и секако да остават податоци со кои што ќе можеме ние подоцна да се контактираме, за да ги поканиме можеби за нешто интерно, кое што го нема на програмата и слично. Меѓутоа, кога ќе ја земат они програмата, веќе ќе може да се вклучат, бидејќи се пишува за секој ден конкретно што ќе се случува, од колку до колку часот е. Инаку, конкретно часот по танцување е секоја среда, со почеток од 13 до 14 часот. 15 на минути, кој може да дојде порано, може да учествува на загревањето на вежбите, кои што ги води господин Бранко.
и на овој начин ќе може да сите оние кои што сакаат да се вклучат, да дојдат дали било во среда, дали било секој работен ден, ние сме тука. Размислувате за уште еден ден во неделата со оглед на тоа колку им е убаво на членовите? Да не биде само да се чека среда. Да, има желба, имаме амбиции за тоа да се реализира. Меѓутоа ќе видиме и понатака нели каков капацитет ќе можеме и ние да исполниме, бидејќи дневниот центар е навистина со голема агенда. Така како што слушнавме на почетокот. Јуко, уште нешто за вас, како прашање, како инструктор, како човек веројатно со големо искуство и професионалност, ако зборуваме за учењето танго или кога зборуваме за танцувањето, се разбира дека форсирањето не е опција, во смисла на тоа дека треба за одреден временски период да се научи, да се стигне до одредена фаза или како стручно ќе си кажете вие. Каков е вашиот впечаток во однос на оние кои што се членови на часовите по танго со време трењето и со учењето на тангото? Дали поентата е да се ужива во часовите или поентата е покрај тоа што ќе се ужива и ќе се танцува, да се чувствува дека веќе научиле вистински да танцуваат? Што е она на што го ставате, да речеме, акцентот или фокусот? Па прво е дружбата. На сите, вклучително и мене, многу ни значи да бидеме присутни на часот редовно. Со тоа што дружењето, часовите се прилагодени и според способностите. Некој, пошто има и луѓе кои што веќе се занимаваат и со играорство, да речеме, така да се поспретни, али гледам часовите да бидат применливи и разбирливи за сите, така да тој момент со совладување на техниката оди паралелно со учењето. Некои луѓе се поспретни, али битно е дека сакам да создадам атмосфера на сите да се прифатени и да има размена помеѓу сите. Така да, обично ние како правило после часови се оди на кафе, спонтано си се организираат луѓето, така да исполнете од почеток до крај. Да. Одлично. Време е за танго, нели? Да, време е за танго и јас само едно како за окружување за на крај би им дал уште еден збор на Бранко и на Богица. Што значи квалитетно живење во трето доба за вас? Покрај присуството на часови по танго, што друго е составен дел од вашиот ден? Квалитетно живење во нашите години е тоа многу голема активност. Физичка активност. Ментална активност. Ментална активност. И покрај тоа и здрава разонода. Имаме болни разоноди, као коцка, као пиење, као не знам што. Треба здрава разонода, со игра, со музика, со дружење. Ете тоа е порака на лидерите, моите колеги. Одлично. Богица? Да, точно се согласувам со мојот партнер дека само дружење и тоа не исполнува за да може да си го продолжуваме животот. И ние младите и ние постарите и вие помладите. Да, млади сме веќе, ние се помладуваме со ова. Така е, убаво си кажа. Инаку со вашето учество и вклучување во тангот и во Даре Джамбас, направивте некој домино ефект, некој од вашето окружување да го повлечете и да се вклучи во овие активности? Да, доаѓаат. Да, доаѓаат и други кои ќе видат дека мои пријателки, другари да бидете пример што се вели дека. Дека идам, да дојдам јас, нема проблем, дојди. Браво. И така да се повеќе и повеќе се шири. И па вака нека биде оваа емисија за нашата емисија. Сигурно бидејќи споменавте, во овој момент ние отприлика знаеме дека традиционалниот телевизиски медиум и знаеме дека публиката ни е, да речеме, од 50 на години нагоре во најголем процент, ова да биде предизвик да си појдат на отворени денови, рековте, секој работен ден во Даре Джамбас во трите центри. Од 9 до 15 часот може да ги посетат дневните центри, да се запознаат со нашата програма и секако да ги поканиме да учествуваат, да бидат активни, да бидат позитивен пример. Јас ќе обсервирам сега, милонга може да направиме ние во студио. Како да, Благица, односно Богица и Бранко, како еден пар кој што веќе си се познава и ќе си го одигра тангото, а јас со инструктор Ѓоко кој што ме покани на едно танго, па да видиме што знам, дали знам и да научам нешто. Сигурно. Ви благодариме многу за гостувањето и ја посакувам успех во часовите и сите оние кои што не следат, веројатно ја примија пораката дека навистина треба да се ужива и во тие денови на еден ваков начин да се направи една квалитетна секојдневие. Ајде сега малку да танцуваме.